Премиерот Димитар Ковачевски смета дека решение за штрајкот во образованието може да се најде, но доколку другата страна, преговарачот Јаким Неделков, биде искрен кон членството и доследен на законот. СОНК треба да биде искрен пред членовите на СОНК, дека владата уште од првиот ден е отворена за преговори и за разговори. Исто така кажавме дека преговори не се водат под уцена, туку се водат низ економско-социјалниот диалог. Ние качивме минималната плата и постои законски рок од 6 месеци за усогласување на платите. Тој рок не е истечен. СОНК без да го отвори диалогот во рамки на тие 6 месеци го започна штрајкот. Според мене ги доведи во заблуда наставниците, бидејќи и вчера ја гледав пресконференцијата на СОНК во која што председателот на СОНК ги образлага членовите од колективниот договор и од законот за исплаќање на плата во време на за законско исплаќање на плата во време на штрајк. Меѓутоа не беше искрен до крај, не ги кажа точните членови и не ги кажа до крај сите членови во однос на тие законски решенија. Тоа треба да го направи. Идентично со Ковачевски размислува и председателот на Сојузот на синдикати на Македонија Дарко Димовски, кој денес ја откажа поддршката на СОНК бидејќи смета дека СОНК и Неделков штрајкот не го спроведуваат според законот за штрајк и законот за усогласување на платите. Штрајкот го организира по основ на зголемувањето на минималната плата, тоест незино согласување. Ако штрајкува СОНК по закон и ако му се прекршени правата по закон, тоа не е така, бидејќи законот вели 6 месеци има време, согласно тој член 8 од Законот за минимална плата, владата, работодавачот да ја усогласи минималната плата или да ја зголеми скалесто. Од своја страна, во изјава за ТВ Стар, председателот на СОНК Јаким Неделков категорично ги отфрли овие обвинувања. Смета дека ништо нема противзаконски во спроведувањето на штрајкот и дека решението се разговори, а не обвинувања. Правото на штрајк е со закон загарантирано право. Нашето членство строго се придржува до сите пропишани акти, а сите обвинувања се форма на притисок. Во исто време, загрижени за крајот на училишната година и роковите за упис на домашните и странски факултети, се огласија и средношколците. Има голема шанса да се пробијат државните рокови, кои пак негативно ќе им се одразат на амбициозните матуранти кои сакаат да студираат во странство. Например, рокот за полагање на проектна задача истекува на 21 април. Затоа бараме итно решавање на проблемот. Реагираат од Средношколскиот сојуз, вклучувајќи до денешниот ден и престојните празници, штрајкот во образованието собра стаж од 2 недели, а со голема неизвестност за решавање на ситуацијата влегува и во третата.